Понеделнички почнува уште едно издание на емисијата 360 степени на МРТ1. Ја реализираме од зградата на владата. За соговорник го имаме вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Ќе разговараме на повеќе теми од делокругот на транспорт, а ќе се осврнеме и на состојбите во ВМРО ДПМН и во владата по последниот конгрес на владачката партија, на кој лидерот и премиер Христијан Мицкоски објави дека ова е неговиот последен лидерски мандат, што значи дека партијата ќе има нов лидер во 2029 година. Господин Николовски, добро дојдовте во 360 степени. Добро најдов, благодарам на поканата. И веднаш со последно што го спомна во најавава, се конституираа новите органи и тела на ВМРО ДПМН по последниот конгрес, но лидерот објави дека во овој негов трет, што би требало да биде и последен мандат според актуелниот статут, нема да има подпредседатели на партијата. Со оглед на тоа што бевте подпредседател, како ја примивте таа негова одлука? Па мислам дека паметен потек беше на партијата, тоа беше консултиран потек, се направија внатре-партиски консултации. Имајќи предвид дека ВМРО ДПМН и генерално побудува најголем интерес во јавноста, но во овој момент како политичка партија која што има апсолутна доминација на политичкиот простор во Македонија, далеку се позади нас оние кои што можат да ни бидат конкуренти, природно предизвикува внимание и тоа внимание природно предизвикува коментари и така натака. Така што во услови кога немате друг политички субјект кој што може да е интересен, одредени состојби внатре во партијата кои што генерално треба се интерес само на членството и на оние кои што се членови се и премногу обсервирани во јавноста и затоа овие внимателни потези сметам дека се добри. Не затоа што во ВМРО ДПМН било што се случува различно од она што ние го презентираме, туку нема потреба да јавноста прави одредени други контексти или одредени други значења на одредени потези, така што сметам дека е потекот добар, паметен и беше потек кој што беше консултиран. Да, тој го објасни со негова намера да не фаворизира никого или да не дискриминира никого во оваа фаза пред 2029 година, кога, како што и самиот рече, нема намера во меѓувреме да се менува статутот, па партијата ќе добие нов лидер. Сега, дали сепак тука има и една друга порака, дека тој сака да покаже во овој период кој е кој? Дека тој е шефот и на другите им го покаже местото? Некоја гледам работата, мислам дека покажа голема доблест, што ретко можете да го видите од политичар кога е во врвот на политичката моќ. Ние многу лесно можевме во политичка партија да го смениме статутот и никој за тоа и да не е запознат во јавноста, затоа што ние самите кажавме дека е таков статут на ВМРО ДПМН. Тој практично лично го точно, иначе го експлоатираше тоа. Кој обичен човек седнува да ги бара статутите на политичките партии па и да ги анализира. Така што покаже на голема доблест со потекот кој што го направи и тоа е потек кој што е апсолутно започет. Сега кога ВМРО ДПМН не би било во оваа позиција во која што е сега, веројатно тие дискусии би дошле 2-3 месеци пред следниот конгрес редовен. Значи некаде би дошле таму август-септември 2029 година. Но затоа што е известно дека ВМРО ДПМН и во 2029 година ќе е најголема политичка партија во Македонија, ќе е најсилна политичка партија во Македонија и многу веројатно ќе ја води владата и тогаш, природно е јавноста да пробудува интерес и во менталитет каков што е нашиот и регионалниот, не е само за Македонија, тоа специфика, природно се уа теории на заговор, конспирации и така натака, и затоа добро е што повеќе од тие конспирации и теории на заговор да се пресретнат со цел партијата да може да е насочена кон она што е основна нејзина функција сега, а тоа е да ја води државата и нормално, она што е функција на сегашното раководство на ВМРО ДПМН, кое што има мандат до 2029 година, а тоа е да донесе 3 изборни победи, затоа што раководство во секоја политичка партија се носи за да победува на избори. Ние имаме парламентарни избори 28 година, локални и претседателски избори 29 година, така што имаме 3 изборни циклуси на кои што ова раководство треба да победи. Да, господин Николовски, што мислите, на кого се однесуваш овој дел од говорот на Мицкоски на конгресот во Кавадарци? Кој мисли дека функцијата се наследува заради блискост или по случаен пат со плетење мрежи и со неконзистентно погреш? Или уште една реченица. Кој мисли дека до вчерашните субјективни заслуги ќе му донесат утешна награда, не ја разбрал оваа партија? Видете, ние имаме преку 3000 функционери, нема друг збор, од највисоко до најниско ниво и држава е мала, генерално тие се структурите и одредени структури внатре во партијата веројатно им мислат дека мора нешто да добијат,
дека мора тоа да се случи, ние јасно покажуваме дека не се слагаме со тој концепт. И ако можете да имате контрола и обсервација за 20-тина, па можеби 30 ресори, тоа е максимум што може да се обсервира, натака веќе останува на етиката, на моралот, секако на Ова беше поштување. во контекст на идниот лидер. Секако на поштување на законот и на уставот, и во таа насока мислам дека ваква порака е здрава, и ова беше во контекст на сето она што се случува во партијата. Бев јас таму и внимателно го слушав говорот, и затоа мислам дека пораката е добра, затоа што ние во општина Велес ги знаеме ли сите таму? Не ги знаеме. Знаеме ли што прават? Не знаеме. Оставено е на нивниот морал, етика и секако владење на правото. Вие лично ја поддржувате? И мислам дека е фер да им се каже, да не испадне утре зашто не кажавте. Не мислите дека е на потенцијалните претенденти за лидер? Не, рано. Бидејќи мислам дека во тој контекст беше тој повторно се враќам на почетокот на разговорот. Тоа ќе се дискусии кои што ќе се прават внатре во ВМРО-ДПМН 2-3 месеци пред следниот конгрес. Но самото тоа што ние сме најмоćна политичка партија ги отвара овие дискусии 4 години порано, иначе 4 години порано вие не можете да направите предвидување за ништо, особено во политика, каде што работите може да се сменат буквално и за еден ден. Вие лично ја поддржувате неговата одлука да не се согласи со промена на статутот и ова практично да биде негов последен лидерски мандат? Јас ќе бидам многу отворен. Мислам дека во овие услови потекот е паметен, затоа што ќе предизвикаше други коментари после тоа, од една страна, но од друга страна, политичка партија е на власт се додека победува на избори, и сметам дека процесите треба да бидат одвоени, односно мислам дека доколку ВМРО-ДПМН во 2028 година на потенцијални редовни избори повторно го добие мандатот, Христијан Мицкоски треба да е премиер и треба да има цел премиерски мандат, затоа што мислам дека е така фер, така правилно и така е демократски. Тој и рече дека така и мисли да постапи ако победите на следните редовни избори, а паралелно партијата да има нов лидер. Сега, таа негова одлука влијае веќе на состојбите внатре, се осеќа? Не, тоа е ова што се обидувам, подиректно ме прашавте да го објаснам, дека оваа тема е дискусија секаде освен во ВМРО-ДПМН. Затоа што ние сме се насочени кон 3 изборни победи и оние кои што имаме државни функции кон реализација на тоа што е државна програма. Но природно е во услови кога немаме конкуренција да јавноста ја интересира оваа тема. Не може да не ве прашам. Вие сте еден од првенците на партијата. Имате ли амбиција вие за лидер во 2029 година? Сега можам да ви одговорам општо, дека сум посветен на ова што го работам, но исто ќе бидам подиректен. Мислам дека е рано. Мислам дека има време до 2029 година да се носат одлуките. Ако треба денеска да давам одговор, би рекол дека повеќе би сакал да се посветам на ова што сум посветен, а тоа е да оставам трајни дела позади себе, секако со поддршка и на премиерот и на владата. Се нафатив на една работа која што остава траги позади себе, и тоа е мојата желба и мојот фокус. Во исто време сум свесен, апсолутно свесен, не сум јас вчера во оваа работа, дека одредени кујни и одредени спин мајстори сакаат да создадат привид за проблем или за раскол или за било што во ВМРО-ДПМН, што континуирано го прават од некаде 2018 година и никако не им успева, од едноставна причина што немаат ни 1% почва за тие своји приказни, и затоа тоа семе не може да изрти. Што е неприродно вие да имате амбиција за лидер? Неприродни се спиновите кои што се пуштаат, затоа што ние сега сме 2026 година. И во 2026 година се зборува за 2029-30 година, мислам дека е несериозно во услови кога ние сме најблиски соработници, на дневна основа комуницираме, соработуваме, и мислам дека на многумина на политичката сцена им е навистина недраго, не сакам да употребам други изрази, што ние вака функционираме и што ова трае со години и се свесни дека ќе трае со години и што имаме една ваква соработка која што носи резултати на државата. Добро, рековте ќе одговорам подиректно, ама не одговоривте за личната амбиција. Не, подиректно е ова што го кажав, дека сакам јасно да кажам дека сме свесни дека одредени структури намерно пуштаат спинови, патки, како сакате наречете ги, дека растураат пердови кои што после тоа треба да ги собираме, но исто така сме свесни дека тие структури не може да се помират со фактот
дека ВМРО-ДПМН не функционира како што функционира затоа што во минатото им успевало. Многу често Вашите потези не треба да се гледаат низ призмата на евентуална амбиција утре за лидер. Значи партијата во минатото многу често беше подложна токму на вакви игри и местенки. Скоро и да немало година некој со некој во партијата да не дојде во судир. Зборувам наназад, историски. Можеме да дискутираме епохи, времења, луѓе и така натака, но ова се факти. Од 2017-18 година, значи од Валандовскиот конгрес навака, тоа не се случува и тоа на многумина им смета и многумина не може да го најдат патот како да се случи тоа, ама тоа нема да се случи затоа што тоа може да се случи само кај лабилни карактери, кај цврсти карактери и кај луѓе со принципи нема место за такви работи. А сакам да ве прашам за владата. Мислите ли дека треба да има промена на одредени министри во владата? Јас многу верувам во принцип на хиерархија, дисциплина и субординација. Не затоа што не мислам дека може да има и други начини на раководење, но овој се покажал во светот како најдобар. Најдобрите светски компании од Fortune 500 функционираат така. Во такви услови, воопшто е небитно што Александар мисли, битно е што оној кој што го добил мандатот да ја состави владата, а тоа е премиерот Христијан Мицкоски, мисли по однос на оваа тема и ова е одлука која што тој треба да ја донесе затоа што тој е мандатар и тоа составува владата и по мене така функционираат институциите и органите со хиерархија, дисциплина и субординација. Каков партнер е Влен? Дали е достоен партнер за во владата? Гледаме дека тие наместо кон интеграција најавија здружување во една партија, некако како да се дезинтегрираат дополнително, ка сами не зборува со неговиот министер Лимани. Сега гледаме Азир Алију и Арбен Фетаи се поделиле. Зошто тоа се случува? Ние имаме коалициона влада и зборот коалициона е многу значаен и коалицијата е со една политичка партија, тоа е партијата Знам, и со уште една коалиција, тоа е коалицијата Влен. Што тие прават натре во коалицијата, затоа што таму се работи за едно 6 субјекти, што формални, што неформални, на кој начин ги уредуваат односите, ние воопшто нити сакаме да се мешаме, нити треба да се мешаме. Тоа што нас не интересира е коалициониот договор да биде испочитуван и досега е испочитуван, се однесуваат коректно. Например, Лимани, кој ќе каже дали треба да остане министер или треба да замине? Ако го прашате Касами, очигледно тој мисли дека не треба. Се враќаме сега на претходното прашање, за било кој министер дали останува или си оди, кажува мандатарот. Па во политичка коалициона влада... Па јас не се слагам со тоа, затоа не функционира претходните влади. А точно, секогаш кога треба коалиција, особено во држава како Македонија, каде што заради етничкиот баланс во државата и природно ја се прават коалиции, точно е дека се седнува и се договара, и затоа бев многу прецизен дека договорот кој што го имаме со Влен коректно се испорачува од нивна страна. Но во однос на кадровските решенија, не може вие да водите институција без хиерархија, субординација и дисциплина. Не може да има 3 шефа, не може да има 5 шефа. Еден е тој кој што ја води институцијата и така е во секоја голема структура, во секоја голема корпорација, ако сакате во бизнес. Дали тоа што го нема ова во Влен влијае на работата на владата? Ние не го чувствуваме, но пак да бидам директен, се плашам дека можда го почувствуваат нивните гласачи. Затоа што ова не е влада која што ние гледаме само за 4 години и би сакале оваа влада трае подолго. Зборувам оваа композиција на влада. Од политичките теми, што мислите, колкава политичка цена ќе платите за случајот со враќањето на Артан Груби? Јасно ми е дека јавноста има перцепција дека ние седиме во одредена просторија за темната, имаме 15-тина телефони околу себе и ги управуваме сите процеси во државата. Таа перцепција е резултат на претходни порази кои што ги имала државата, но повторно се враќам на спиновите и на одредени спинови кои што политичарите сами ги пуштаја за себе дека се семојтни, олмајти и така натака. Следот на настаните не покажа дека ова навистина заликуваше на фарса. Реалноста не е таква, но сум свесен дека јавноста така перцепира и најтешко е да се борите со перцепција. Но времето, а еве веќе поминува одредено време, работи спротивно на перцепциите кои што некој се обиде да ги креира и мислам дека како ќе поминува времето, таа перцепција се уште ќе се руши.
Затоа што, знаете, политиката е доста рационална работа. Еве да ја прифатиме тезата, оваа спин теза, дека ние стоиме позади таа работа. Има две работи кои што подудараат секаква логика во однос на таа теза. Прво, кој е Артан Груби и како се однесуваше пред се кон сегашниот премиера, тогашен лидер на опозицијата. Веројатно никој не мисли дека заборавил премиерот Мицкоски кој е Артан Груби и што правил, така што тоа е првото рушење на овие спин тези и второто рушење на овие спин тези е и да е така. Каде е владата и ВМРО-ДПМН тука? Значи, во рационална работа треба да има двонасочна улица и јас овдека не ја гледам двонасочноста. Не гледам што владата и ВМРО-ДПМН од ова би добило. Добро, може би Напротив. треба да почекаме малку, пак ќе го видиме. Како што развојот на поминува наставите. времево, гледаме дека и обратно е. Така што затоа овие тези паѓаат и луѓето не се наивни, го сваќаат ова. Од политичките теми сакам да ве прашам само уште ова. Зошто граначалникот на Крива Паланка вчера не беше на настанот на пуштањето во употреба на обиколницата околу тој град? Беше поканет, а зашто не дојде? Треба Тој тој да денес одговори. објави на Facebook дека не бил поканет. Не. Беше покрај формално, лично телефонски поканет од организаторот на настанот. Организатор на настанот беше јавното претпријатие за државни патишта, затоа што тие се инвеститори, лично директорот Коци Трајановски му се јави. Затоа што предпоставував... Зарем би дозволил да лаже, Јас сега тој збор јас ќе го факти ви употребам, кажувам, дека не е поканет? И ти одам чекор напред. Значи, имајте предвид дека, иако во принцип не пренесувам приватни разговори, но морам за да дадам одговор. Имајте предвид дека обиколницата на Крива Паланка многу се користи од локалното население, затоа што градот природно шири. Сообраќајниот режим таму е за меѓународен пат. Имајте предвид дека е продолжение на експресниот пат и се поврзува со граничниот премин. Одредени жители природно имаа реакции на сообраќајниот режим, не сваќајќи дека се работи за меѓународен пат, што е нормално, не мора луѓето да знаат се. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коци Трајановски и градоначалникот заеднички се координира во однос на ова прашање. Мислам дека е, како да кажем, политички елементарно пристојно тој да беше присутен. Мислам дека е грешка за него, зошто? Тој е еден од ретки кој што победи на избори, а член на СДСМ. Има пред себе шанса за голема политичка кариера и мислам дека не сваќа колку е во можност да ги надмине локалните граници и да не се занимава со локална политика, тоа е дали сме го поканеле пратеникот, неговиот претходен против кандидат или некој друг, природно е да ја поканиме членовите на ВМРО-ДПМН, а пратеникот и по функција мора да го поканиме. И мислам дека не сваќа каква шанса има пред себе, а со вакви потези си ја уништува шансата. Ако некој од СДСМ го советува да прави вакви работи, мислам дека свесно го носи на тенок мраз, плашејќи се од него како потенцијална конкуренција во партијата. Тој на Facebook објави дека не бил поканет, но еве и по оваа ваша изјава сега веројатно ќе видиме неговата реакција, па ајде да видиме навистина. Јас мислам дека е за него паметно да не паѓа на она што партијата го бара од него. Гледам дека овој период бараат од него да дава изјави кои што се несериозни во однос на одредени други случаи. Агенцијата за храна и ветеринарство да не се правила луда, тоа на сериозен политичар не одговара, тој начин на комуникација, па се занимаваше со дробен асфалт и со слични глупости, едноставно не му личат тие работи, но возрасен е, негови се одлуките. Ако јас се прашувам, нас ни одговара да е ваков и полош за наследните локални избори да победиме во Крива Паланка. Под радар помина веста дека собранието пред неколку дена одобри пролонгирање на рокот за доизградба на автопатот Кичево-Охрид од крајот на оваа на 31. мај 2027 година и одобри дополнителни 186 милиони евра за доизградба на тој автопат. Моето прво прашање би било поврзано со пролонгирањето на рокот. Вие, да речам, летото 2024 лично имате експлицитна изјава, велите како ќе правиме, до крај на 2026 ќе го изградиме автопатот. Исто ветување имате и во изборната програма на ВМРО-ДПМН. Зошто сега ново пролонгирање? Има 4 елементи кои што се дел од она што помина во собранието и благодарам што го отворив така прашање, добро и јавноста да информираме.
се работи во однос на финансискиот пакет, што по мене е најзначаен, се работи во однос на рокот за завршување, се работи во однос на запишување на автопатот, што е поврзано со второто, ќе го објаснам, и се работи во однос на побарувањата кон државата или популарно наречените клемови. Ке дозволите само да подсетиме. Автопатот почна да се гради февруари 2014 година, значи точно 12 години е во тек градбата со некои паузи помеѓу при промените на власта. Сега, тоа е поврзано со првото прашање, иначе јас реков, кога ќе го завршиме, ќе имаме една долга пресконференција и се ќе презентирам што се случувало. И пред се, мислам дека се реферирате на периодот 13-14. Да, мислам дека ми е преку глава на луѓето сега од образложенија, особено за овој проект, како што и мене ми е преку глава, и мислам дека сега кога излезам ќе мислат луѓето дека барам образложение и јас да не ја завршам работата, и затоа решив прво да ја завршиме работата, после да кажеме што се случувало. Средствата се потребни од причина што долги години, скоро и ништо не се работело на автопатот. Имајте предвид дека е таква ситуацијата, природно е дека мора да се завршат работи кои што или не биле предвидени, или биле лошо сработени. Замислете, најголемиот парадокс. Дали на било кого му се верува дека во проектот беше изоставена, не сакам да употребам друг збор, еластична ограда или кај народот познати како банкини. Беше изоставена ограда жичана на автопатот и беше изоставена жичана ограда која што се става на косините. И тоа државата ќе чини дополнителни 37 милиони евра, затоа што едноставно на почеток не биле предвидени. Пат никаде во светот нема без ограда. Едноставно МВР нема да дозволи да го работи. Пристапни патишта, нови 30 милиони евра. Втората работа што била заборавена е влез и излез на автопатот немаше и немаше ни една клучка на самиот автопат. Поврзано со ова, третата работа која што била заборавена или намерно изоставени, ќе зборувам кој ќе дојде време, е дека паралелни патишта не беа предвидени, а тоа е стандард за автопат. Граѓаните мора да имаат алтернативна рута за движење доколку не сакаат да плаќаат патарина. Да, таа е поспора, но има луѓе кои што едноставно не замеруваат за колку време ќе стигнат од точка X до точка Y, не сакаат да плаќаат патарина и мора државата да им обезбеди алтернативна рута, да не зборувам дека овој автопат е можеби автопат кој што поминува низ најгусто населени места и дека мора на тие луѓе вие да им направите поврзување. И најбитната работа во автопатот не беше решено што ќе се случува со цели планини кои што се спуштаат на траса. 4 пати претходно косините биле стабилизирани, 4 пати косините се спуштиле. Добивме решение. Решението е и комплицирано и едноставно. Се вика галерии, ќе бидат изградени 14 галерии по целата траса и тука е зголемувањето на вредноста. Во однос на рокот останува 31.12.2026 година и ако го видите делот на откажување од побарување или клеймови, ние успеавме да се договориме со изведувачот да се откажат од сите оштетни побарувања до 31.12.2026 година, што значи дека државата денар нема плати, плюс од тоа што е предвидено, а ставаме дополнителен рок од 5 месеци со цел да можеме да го запишеме автопатот и да добие употребна дозвола, имајќи предвид дека јас се затекнав со една шокирачка состојба, а тоа е дека кога бев избран, само 2 патни правци во Македонија беа запишани, сето друго е народски кажано дивоградба. Тоа не е дивоградено, но имајќи предвид дека не е запишано, се третира така како што Охридскиот аеродром не беше запишан и ние го запишувавме. Запишани се запишани се Скопје Штип и Демиркапија Смоквица. Тоа се 2 потези кои што се запишани, се друго, вклучувајќи ги и старите автопати, не се запишани и ги нема никаде и ни треба нас овој период од 5 месеци да се направат премери, да излезат комисии, да проверат дали тоа што е напишано во проектот е вградено и да биде запишан, и затоа формалниот рок е 31.5, но градежните активности ќе завршат зависно од временските услови или во ноември или во декември месец. И ќе завршат ли? Да.
вице-премиер Николовски, почетната предвидена сума за овој автопат беше 374 милиони евра, па се зголеми на 598. Сега со овие нови 186 достигнува 784 милиони евра или повеќе од двојно повеќе од првично планираната сума. Зошто ова заликува на буре без дно? Тоа е да не е многу, да не се претренува најдобар одговор на ова прашање е дека проекти мора да се завршуваат на време и основниот мотив да се завршуваат проекти на време е да не расте трошокот за истите. Спомнавте претходно обиколница на Крива Паланка, тоа е прв проект завршен на време, но и прв проект почнат од оваа влада и завршен од оваа влада. Митовски, иначе, например, вели дека е планиран и проектиран во владата на СДСМ. За обиколницата се збори. Та може да е проектирана, ние зборуваме кога се градела, значи кога се проект не може да почне, еве сега зборувате колку е важно тоа. Се слагам, но исто така знам што правевме со изведувачот и како му стоевме над глава за да заврши на време. Сега зошто ја кажувам ова? Во однос на Кичево Охрид да се завршил на време, тогаш ќе беше многу поевтино од ова што е сега. Зошто? Од две причини. Прво, со тоа што не се работеше со години, одредени работи мора да се повторат, и второ, инфлацијата го прави своето. Но дури и во вакви услови, еве да кажеме интересен податок. Ова е се уште најефтиниот автопат што во моментов се гради во Македонија. Затоа што овдека километар е некаде околу 13,5 милиони евра, упросечено. Кај Бехтел договорот коридорите 8 и 10D упросечено некаде е околу 16 милиони евра по километар, додека овие кои што следуваат Кичево, Бокојчани и Скопје Блаце ќе биде некаде околу 20 милиони евра по километар. Што значи дека дури и во вакви услови ова е најефтиниот проект кој што се работи во моментов заради растот на цените и заради инфлацијата, но да бил завршен на време ќе беше многу поевтини од ова. Од проектот со Бехтел и Енк има градежни активности на сите, освен на една делница, предвидена делница со договорот, тоа е Требеништа Ќафаса, односно Струга, граница со Албанија. Со оглед на приговорите од УНЕСКО, ќе се градили воопшто оваа автопатска делница? Ние бевме пред неколку недели, 4 министри, 2 градоначалници во Париз, прв пат на толку високо ниво делегација отиде во УНЕСКО, 2 дена имавме разговори со сите кои што носат таму одлуки. Моето чувство е, иако написмено чекаме да се изјаснат, дека ова е навистина проблематичен проект за нив. Јас се обидов да го објаснам и политичкиот контекст и економскиот контекст на истиот, но не сум неискусен да го забележам отпорот. Во исто време, ова е единствениот проект за кој што се согласија и единствената забелешка од бројните кои што ги има за Охридскиот регион, за ова се согласија да дадат на писмено мислење. За сето друго беше, ќе си дојде јули, ќе го видите извештајот, во меѓувреме работете. Јас не би одел со глава во зид и не би одел спротивно на препораките на УНЕСКО, затоа што сметам дека не можете во се да гледате математика, некои работи се прават и за престиж, некои работи се прават и за имидж на државата, и не би го ризикувал статусот на целиот Охридски регион. Има малце забуна во јавноста, не е само градот Охрид заштитен, туку е целото Охридско езеро на двете страни од езерото, и на македонска и на албанска. Не би го ризикувал статусот заради било кој проект. Веќе размислуваме на алтернативи, имајќи предвид дека УНЕСКО нема против да се користат постојни решенија, а постојното решение е подмолје Струга Ќафасен. Така што следниве неколку недели во консултација со УНЕСКО тие ја донесеме најдобрата одлука, а тоа е дали да комплетно наново градиме автопат или градиме нешто друго. Иначе најдобар доказ дека ние сакаме да го изградиме овој автопат е клучката кај Требеништа, која што е дел од автопатот Охрид-Кичево, која што веќе се изгради. Да, што е алтернативата? Алтернативата е според ова е неофицијално. Добро. Еве, оставам простор да од УНЕСКО добиеме друго мислење и морам да дадам ограда. Не би сакал ова да е цитирано кога ќе се пуштат извештаи до УНЕСКО. Алтернативата е секогаш тие велат дека немаат против да се користат постојните инфраструктурни решенија. Се имајте предвид дека постојните инфраструктурни решенија се правени во минатиот век,
нормално дека истите може да бидат модернизирани. Ние и сега имаме нормално спој со граничниот премин Ќафасан. Да се прошири тој пат, да се направи експресен пат. Целосно се модернизира, не само да се прошири, туку да оди по сите стандарди. Иначе во моментов Министерството за транспорт работи целосна рехабилитација и проширување на граничниот премин Ќафасан. Првата фаза е завршена, рехабилитацијата, се одиме во втора фаза на проширување на истиот. Предпоставам дека кога велите дека пред УНЕСКО сте ги објаснувале и политичките аспекти, мислите на значењето на овој проект за Влен пред се како партнер во владата или ајде. Тоа помалце, многу повеќе за заедница. коридорот 8. Добро. И затоа и во суштина тие побараа некое време, затоа што таму имате главно експерти и многу малце луѓе кои што се од политичкиот свет. Но овие кои што се од политичкиот свет многу добро го разбираат тој дел и побара интерни консултации затоа што судбината на автопатот ја следи и судбината на пругата. Односно, во извештајот тие се спротивставуваат и на изградба на железницата. И тогаш целиот напор кој што ние го правевме со Бугарија губи смисла, како што губи смисла и барањето на НАТО алијансата да се развија коридорот 8 како безбедносен коридор. Значи не како економски коридор, не како бизнис коридор, туку како безбедносен коридор кој што би требало да е алтернатива на одредени други коридори кои што сега се користат. Во такви услови, ако ние немаме брзо решение во делот на спојување автопатско или експресен пат со Албанија, а од друга страна со Бугарија сме во многу напредна фаза, од една страна. Од друга страна, со Бугарија се споиме железнички, а ваму на другава страна немаме ништо на развој со железница, тогаш целото губи смисла. И затоа треба да го најдеме балансот помеѓу едностранни одлуки, каде што ние би рекле коридорот 8 е безбедносен стратешки и политички приоритет и ние го тераме, но тука ризикуваме да го изгубиме статусот, или да избалансираме помеѓу таа одлука и да го задржиме статусот на Вленго разбираат ова? Да. Ќе прифата да не се гради автопат? Па мислам дека ќе прифатат она што ќе даде одговор на овие две прашања. Паралелно со ова од вас почнуваат да стигаат изјави дека се залагате за изградба на автопат од Фариш до Прилеп, на кој потоа би се надоврзал овој автопат што веќе се гради во рамките на проектот Бехтел-Јенка, Прилеп, Битола. Можно е да се случи трампа, Требеништа, Ќафасан за Фариш, Прилеп? Не е невозможно, но тоа е велите следете ќе видите во следните месец-два во собрание што ќе се случи. Тоа е најмалце битно. Најбитно е дека природно е да го завршиме ние овој проект, затоа што за да се развие коридорот 10D, а коридорот 10D е Скопје, Битола, Атина, и да се скрати патувањето помеѓу Скопје и Атина од сегашни 8-8,5 часа на 5-5,5 часа, што ќе значи комплетно нов однос помеѓу двете држави во делот на трговија и на бизнис, ние мора овие 25 километри да ги завршиме. Затоа што грците интензивно работат на нивна страна, од граница преку Лерин Толомида кон Кожани се работи автопатот, ние интензивно работиме на наша страна автопат, најдолг во моментов како поединечен, нов проект, а тоа е делот од Прилеп до Битола. Втора фаза е обиколница на Битола, Жабени и граничен премин. Од друга страна се изгради делот кој што оди градско Дреново Фариш и не може да остане црна дупка делот кој што е од Фариш до Прилеп или популарниот Плетвари, мора да го решиме и најдобро да се реши или со автопат или со експресен. Би имале ли согласност од Бехтел-Јенка и од Влен, Требеништа, Ќафасан да се трампа за Фариш, Прилеп? Треба зборуваме, но како и да ние ова ќе го направиме, сме го ветиле, не може да остане тој дел неизграден и едноставно да нема спој помеѓу автопатите. Има автопат таму. Тоа е решение кое што треба да го дадат постручни од мене, оние кои што се планери, дали теренот може да издржи автопат, имајте предвид дека се работи за многу комплициран терен или ќе одиме со експресен пат. Но она што сакам исто да го кажеме дека ја сменивме категоризацијата за експресни патишта, го сменивме законот и сега експресен пат е 2+2 одвоени ленти, или најсликовито тоа е она што е сега Дреново Фариш или она што е сега Тетово Гостивар. Тоа е експресен пат. Да.
Добро. Делницата Гостивар Букојчани, која практично треба да ја премости, нели, Стража, напредува релативно добро, иако оди по најтешкиот терен, таму веројатно и најлесно е од аспект на експроприација, нема такви проблеми. Првично таму имаше проблем со делницата поради тоа што требаше да се најде решение за пештерата Убавица, мислам дека се викаше. Тоа го решивте, но избравте решение без тунел, кое што ќе значи голем нагиб или косина на автопатот, па некои експерти сега го поставуваат следно прашање. Прво, дали тоа ќе биде автопат од аспект на брзината која што ќе може да се развие, и второ, што со одржувањето ако тој оди многу високо, па во зима има снег. Дали ја донесовте најдобрата одлука во однос на опцијата за Гостивар Букојчани? Ја донесовме најрационалната одлука, имајќи предвид состојбите економски во државата и можноста да ние ова го финансираме како проект. Колку беше разликата со и без тунел? 250 милиони евра. Затоа што доколку се одеше со тунел, проектот требаше да поскапи за 250 милиони евра, средства што Македонија не може да ги издржи, затоа што се работи за долг тунел од 5,3 километри. Ако еднаш се прави на неколку децении, дали може би вредеше да се размисли и за тунел? Ако јас се прашувам, кога би имал неограничени средства, јас секако дека би отишол со тунел, но имајќи предвид дека километар тунел е 50 милиони евра, плюс минус, тогаш не можам да влезам во проект кој што утре нема да можеме да го плаќаме. А таму проценетата вредност беше 250 милиони евра со маргина на отстапка од 25%. Значи, теоретски можеше 25% да е минус, но можеше да е 25% плюс, што би значило дека можеше и преку 300 милиони да отиде тунелот, затоа што колку и да е добро геолошкото истражување, кога се работи тунел, се става таа маргина од 25%, не може до крај да се има предвид што ќе се најде сега внатре. косината колкава ќе биде? Таму, ако мислите на заштитни косини... Не на тоа, повеќе мислам на нагибот на автопатот. Од 30 и, еве ќе бидам многу прецизон, 31 километар на 14 километри има до 6% нагиб или пат, зависи дали се качува или се спушта, што е под стандардот за автопат, затоа што стандард за автопат е до 7%, значи ова е до 1% пониско и не е секаде 6, има и со 4, има и со 5. Колку брзина ќе може да се вози? 110 до 130. Ќе може и таму, на тоа место? Да. Тоа се стандарди за автопат, затоа што се прават многу поблаги кривините, онаму каде што ги има. Се знае како се градат мостови, еден веќе е готов, бевме го презентиравме, така што тоа инженерите и проектантите го решаваат согласно на најновите светски практики. Се работи за компанија за која што ние многу забелешки сме имале по однос на договорот, јас се уште имам и ми е жал што не дозволуваат да го објавиме договорот, но во исто време за компанија која што е многу сериозна и која што сериозно се работи работата. Од работите во најава, кој избрза во однос на проектот Брза пруга? И самиот знаете, имаше најави дека есента минатата година ќе гледаме веќе механизација на терен, до тоа еве сега сме март да нема избран ни кредитор. Па би рекол никој и ќе се обидам да образложам како оди процесот, имајќи предвид дека се работи за прв волку голем проект кој што го работиме и за прв проект кој што го работиме со Велика Британија. Ние одиме во процес каде што во еден пакет решаваме 5 работи. Тоа е, ќе почнеме од најбитната за луѓето, изведба, после тоа оперирање, претходно проектирање, претходно сите возможни заштити и паралелно на тоа финансирање. Досега проектите во Македонија се работеле чекор по чекор овие фази и, например, Демиркапија Смоквица е работена 12 години без разлика што е завршена за 3,5. Ние сега во година дена ги затвараме овие припремни работи со цел кога ќе почне да се гради на терен, она што е за луѓето градба, тоа се нели багери да видат на терен, да навистина се заврши за 5 години за да не ни се случи Охрид Кичево. Сега кога ќе се објасните, може договоривме ли само да ве прашам?
Министерството за финансии во јуни минатата година ги испрати барањата до банките и до финансиските институции за понуди за кредитирање. Вие 2 месеца подоцна распишавте тендер за техничка документација. Да. Ако ги имавте сите документи, ќе можевте веќе да изберете кредитор. Невозможно. Затоа се обидувам да го објаснам Министерката процесот. за финансии така го објаснува тоа. Не, убаво објасни министерката, затоа што ние прв пат работиме со Велика Британија и со нивниот механизам за меѓународно финансирање. Во интерес на јавноста, за брзата пруга ние имаме и проект, ние имаме и еколошка студија, ние имаме и физибилити студија и се тоа на што е потребно. Зошто нови студии сега? Но се работени со Европска Унија. Велика Британија не е член на Европска Унија веќе подолго време и тие инсистираат да се работат со нив. Веројатно дел од студиите ќе бидат само повторени, но барат да се работат. За да се овие студии работат, мора да бидат прилагодени на барањата на механизмот за меѓународно финансирање на Велика Британија. За да механизмот, или ЮКЕФ познат во јавноста, за да механизмот за меѓународно финансирање на Велика Британија каже под кои услови е спремен да ги прифати овие документи, потребно е да се прифати индикативна понуда за финансирање. Индикативна необврзувачка кој да е правиот збор на македонски јазик. Откако ние избравме индикативна необврзувачка понуда за финансирање и откако стана јасно дека тоа ќе е во соработка со механизмот за меѓународно финансирање на Велика Британија, еве ги утре доаѓаат повторно на технички состанок, ние заеднички почнавме да ги овие документи развиваме, како што заеднички веќе се работат и геоистраги и јас ако сакам да правам гол пиар, можам да поканам медиуми, да отидеме на лице место, да видат кај што се буши и да велиме еве се работи работата. Но мислам дека Ама вие ги дававте изјавите сега. Мислам дека брзавте малце во дел од изјавите. Но мислам дека е коректно да ние го завршиме процесов за која ќе влеземе во градба и да го завршиме. Дали јас можам да зборувам за себе, иначе иако можам во множина и за владата зборувам, но некоректно е да зборувам за цела влада. Дали јас бев наедуцираниот човек за тоа како работи Велика Британија кога влеговме во договорот? Не. Јас бев дел од тимот кој што политички го преговараше договорот, ја имав честа во Лондон и да го потпишам, но секако дека ова се експертски работи за кои што ние прифативме соработка. Да ја потсетам јавноста дека имаме еден голем грант кој што Велика Британија го додели на нивната најголема фирма Crossrail, која што меѓу другото го одржува метрото во Лондон и ја изгради првата дигитализирана линија во Лондон, наречена Елизабет по претходната кралица, последното незино појавување во јавност е на отварањето на оваа линија и тие не водат низ процесот и ова треба да е процес кој што ќе е пример за целиот регион како се работат проекти. Алтернативи имаме. Еве фаза 2 од пругата кон Бугарија, избран е изведувач, рокот му е до октомври оваа година, има 30% прогрес. Ако сакаме така да заглавиме, и јас да велам не ми е гајле за тие што ќе дојдат после мене, што ќе прават и како ќе си ја чукаат главата, тоа е друго. Прашањата не се за ова. Прашањата се дел од вашите изјави во кои што некако преентузијастички, преоптимистички дававте изјави дека само што не излегла механизацијата на терен. А еве велам, сега сме март 2026 година, уште нема ни кредитор избор. Не би опонирал дека можеби дел од изјавите беа и така сватени, но ова е како оди процедурата. Сега, зошто министерката прашана дали оваа година ќе избереме кредитор, патем се бараат 1,91 милиарди евра, одговара не знам. Затоа што тоа е најчестниот и најкоректен одговор кој што може да се даде, имајќи предвид дека финансирањето оди со поддршка на инструментот за меѓународно финансирање на Велика Британија. Ние најнародски кажано, иако не е вака едноставно, ги имаме Велика Британија како жирант и затоа условите кои што би ги добиле тие се како за Велика Британија, а не како за Македонија. И затоа, кога целиот овој процес ќе се затвори, ќе видиме во кој временски рок ќе може целото тоа да се реализира. Она што го имаме сега како термини, се дека во текот на летото сите овие студии, работи, истражувања и така натака ќе бидат завршени, но се е жива материја и се бива, инаку рокот е ова лето да сето ова биде затворено. А на терен кога да се излезе?
Ако Или не сакате сега да не ветерам сега пак Не, јас во изјави? дадов прецизна изјава откако сето ова ни беше предочено. Ако се ова се заврши во текот на летото, во текот на есента ќе се работи на терен. И повторно рокот останува 31. Значи во однос на крајниот рок кој што ние го кажавме на самиот почеток, немаме промени. Да. Добро, во каква процедура ќе се избере изведувачот? Изведувачот ќе се избере на начин што доколку се затвори финансискиот пакет, ќе треба да се испочитуваат одредени услови кои што се транспарентни и јавно објавени од страна на Велика Британија, а тоа е дека треба да има 20 или 30% британска компонента, зависи за што се работи. Тоа е најдобрата компонента која што можете да добиете од било која извозна агенција, иначе големи проекти цел свет веќе работи со извозни агенции. Например, италијанците бараат 51%, кинезите бараат 51%, швеѓаните бараат 60% и французите бараат 51%. Велика Британија е тука најкомпетитивна, оди со 20 до 30%. Добро, и тие 20 до 30 како се обезбедуваат? Тоа може да се направи само на начин на кој што се вика компетитивен диалог, односно на потенцијалниот повик можат да учествуваат само компании кои што гарантираат дека ќе ги обезбедат овие 20 до 30%, а тоа се докажува со писмо од страна на британската влада, која што вели дека да, тука се согласуваме дека оваа компанија ќе го задоволи овој устав. Компетитивен диалог со британски компании? Не, со компании од било каде во светот кои што ќе имаат потврда од британската влада дека се способни ова да го изнесат. Иначе, ова се правила, ние сме мала држава, ретко се случуваат вакви работи, ова се правила кои што ги има ОЕЦД воведено и кои што важат веќе 10 години во светот, не се од вчера. Одеа паралелно со глобалниот данок и сите меѓународни кредитни извозни агенции работат на овој начин. Ќе се обезбедили доволна транспарентност и отчетност, бидејќи станува збор за голема сума јавни пари? Велика Британија не обезбеди транспарентност и отчетност, не знам кој. Добро, таа ги фаворизира своите интереси во овој случај, нели? Тие ги напишале своите интереси, кои што се 20 до 30% од проектот, за разлика од другиве кои што барат 50 до 60%. Ако отворите на веб страната на инструментот за меѓународно финансирање на Велика Британија, можете до детал да ги видите сите проекти кои што во моментов ги реализираат со, ако човек има време и енергија да истражува, со најдетални извештаи што и како се работи. Имате ли лоцирано веќе потенцијални изведувачи со кои што имате некакви контакти? Од причина што за да можеме да влеземе во компетитивен диалог, треба да имаме веќе јасно искристализирано одредени други одлуки кои што во моментов се носат и повторно еве да не одиме со рокови, но мислам дека за многу брзо време ќе можеме да ја започнеме и оваа постапка која што ќе оди во соработка со Велика Британија. Може ли воопшто да не се реализира овој проект? Може како и секој друг, може да не се јави ни еден на повикот, на пример за изведувач. Теоретски значи може. Јас повик ние имавме за автобуси кој што е насушна потреба за државава, каде што компаниите во принцип треба да се надпреваруваат што побрзо да добијат работа, се пријави една компанија што не ги исполнуваше условите, па сега го распишуваме наново. Да, така што тоа е жива материја, не можете да ја предвидите. Да, за тој тендер за набавката на електричните автобуси, премиерот од собраниската говорница соопшти дека е обезбедено финансирање преку заем од Унгарија, рече под истите услови како и за претходниот заем од 1 милијарда евра. Вие сега распишавте повика некако како да немам информација дека се завршени работите со заемот со Унгарија. Имаше идеја да оди со позајмување оваа набавка, но имајќи предвид дека во рамки на Министерството за транспорт успеавме да изнајдиме средства финансиски, решивме на крај да одиме со средства кои што директно ќе ги обезбеди Министерството за транспорт, што не значи дека утре нема дел од буџетот да се покрива и со задолжувања, тоа е нормално финансирање на буџетот, но значи отпаѓа оваа варијанта со заемот од Унгарија. Ако гледаме чисто како ставка од каде ќе се плаќаат средствата, ќе бидат од Министерството за транспорт, што значи од буџетот на државата. Предвидено е на рати да се плаќа тоа. Да, значи идејата е 10% да се исплати аванс со потпишување на договор, 45% да се исплатат во 2027 година и 45% во 2028 година. Може ли на ова
првичната намера се да оди со финансирање со унгарски заем да отпаднала поради интересот на унгарски компании да се јават на овој проект. Например, се спомнува Икарус компанијата како фаворит. Може да се јават, значи ние имаме отворен тендер кој што е со електронска аукција. Цената е проценетата цена е прилично ниска за овие, да речам, големиве брендови. Ние правевме истражување на пазарот. Да може да се јават. Машински факултет ја работеше спецификацијата, што е најреферентна институција во државава, а правевме испитување на пазарот. Цената е реална, некаде со се полначе околу 400.000 евра по парче, така да тоа е нешто реално. Со се ДДВ, во јавност беше цитирана сумата без ДДВ, ама данок мора да се плати. Така што тоа е сумата, иначе може да учествува секој што ги исполнува условите, ќе има електронска аукција. Има едно барање од Европска унија да не се користи електронска аукција, јас мислам дека е грешка. Тие велат до 40% од постапките да бидат без електронска аукција. Овдека сметав дека треба да има електронска аукција со цел да има надпревар. Можат кинески фирми да се пријават? Па, теоретски можат, практично ќе видиме, имајќи предвид дека бараме да не се случи една работа која што ни се случи во Македонски железници транспорт. Кога беше избрана оваа влада, немавме ни една оперативна локомотива. Главната причина беше затоа што не беа обезбедени резервни делови за локомотивите, од кои што најновите беа од кинеско производство, и затоа бараме во тендерот, оној кој што би го добил тендерот, да има обезбедено на европско тло резервни делови и производство на резервни делови. За не ни се случува да чекаме резервен дел за било кој автобус со месец. Оти во меѓувреме се појави едно упатство од Бирото за јавни набавки, кое што индиректно кажува дека фирми од Кина и од Русија се непожелни на тендерите на државните институции во државава. Добра одлука на но тоа го нема како ограничување во вашиот тендер. Добра одлука е на Бирото. Ние за жал, велам за жал затоа што ќе беше добро да го примениме. Постапката ја почнавме пред да ова се донесе како упатство и не можевме да ја враќаме назад. Добро, толку е времето. Благодарам за овој разговор. Благодарам, беше задоволство. Почитувани, благодарам за вниманието до крај. Одгледајте Саботажата на Сречко Поповски. Пријатно. Собранискиот канал може да биде сериозна конкуренција и да им го земе приматот на разноразни избори на звезди и звездички, на истражувачките емисии во кои се откриваат скриени таленти или на шоута на кои се устоличуваат нови идоли. Првиот чекор е утврдување на хитот на месецот, иако овој послушаност е евергрин. Јас помислев ќе ми поставите прашање која е најдобрата песна на Харис Џиновиќ, да следнат пат кој ќе појдете во Дубај таа да ја нарачете. Забавата сепак не зависи само од музиката. Таа некогаш и не е X-факторот кој ќе го крене расположението. На големите журки, без оглед каде да се одржуваат, треба да го фатиш ритамот и да ја слушаш публиката. Оти се на крајот зависи од неа. Луѓето очекуваат подршка од вас. А не Харис Џиновиќ, Дубај и така натаму. Нека тоа да го слуша. Тоа е кафански муавет. Ние сме љубопитен народ и озборувањата и интригите ни се иманентни и честопати стануваат главна тема. Но наместо конечно да се открие кој ќе биде број 1 на топ листите, дебатата за тоа кој одлучува, што е, а што не е хит, се затвара на познатиот и вообичаен начин. Народски кажано, која плаќа музиката нарачува песна. Дебатата слободно може да продолжи на социјалните мрежи, каде освен за музичките вкусови се зборови и за некои други апетити. И тоа не од кого било, туку од некој си наш, почесен конзул во Србија. На Твитер видовме дека човекот пишува дека е ова српска Македонија и дека е окупирана територија. Забелешката е одбиена со индигнација, но не затоа што станува збор за традиционална лажна вест која се шири без да биде проверена, туку бидејќи изворот е некредибилен, на таа мрежа под раководство на поранешниот член на периметарот може да се прочита се нешто. Твитер, ако ви е вас репер како политичка партија, тогаш јас не би сакал да го цитирам Твитер што све има напишано за вас и за тие околу вас. Штом и овој мегдан е неадекватен, тогаш остануваат муабетите на селска чешма. И ако постои опасност
и таа да секне. Па јас утре ќе отидам кај Блатечани, ќе седнам со нив и да знаете, многу подобро ќе ме пречекаат отколку вас. Сум јадал лепи паштета со нив, сум пиел пиво од флаша со нив. Десетици пати. И во Трсино, и во Градец, и во Липец. Вие не знаете кај е Блатец, ако сакате да ви го покажам Блатец, ке вонесам на екскурзија. И на крајот, прошетката низ Блатечко е речиси невозможна, бидејќи таму гори од протести поради музиката на багерите. Ама изгледа дека таков е амбиентот и во други македонски села. Сте биле вие во селото Брајчино? Еве да ме прашам. Селото Брајчино има река се вика Брајчинска река. Јас сум бил. И таму имаш автохтона брајчинска пастрмка, која што претходно било 30-40 сантима риба, сега е 10 сантима риба и е пред изумирање. Од вакви концесии. Концесија е зборче кое се почесто се користи и е дел од новоговорот. Ама звучи исто како и низиниот архаичен корен – приватизација. Само овој пат и на водата, и на воздух.